Збирката на музеот содржи огромен број на експонати кои што вклучуваат од драмски текстови до преку фотографии за самите представи, плакати, програмки, костимографски, сценографски скици, документи за подготовка на самата представа. Потоа лични предмети кои што се на некој од луѓето кои што работеле или работат во театарот, кои што ќе ги донесат. Потоа сам костими и различен огромен друг вид на театарска граѓа кој што служи за да биде еден потсетување на она што се случувало порано. Во самата збирка имаме плакати кои што се однесуваат на представи и да кажеме и од 30-тите години, околу 1930 и некоја. Има плакати кои што се однесуваат на тој театар во тој период кога работи под Српска управа Народно позориште Скопје. Има плакати и фотографии кои што се однесуваат на представи во тој Народен театар Скопје кој што функционира во времето на Втората светска војна. Потоа има разгледници кои што се од 20-тите години, на кои што може да се види таа прва зграда. Можеби најстарото е костимот на она што ние го велиме добриот дух на Македонскиот народен театар, тоа е Петре Прличка, кој што е неговиот костим за представата Сомнително лице, представа која што се игра од 1945 до 1983-4 година, непрекинато се игра и Петре Прличка го носи, тој го игра насловната улога во представата и го носи костимот. Тој костим го има во самата збирка изложен пред публиката. Различни други представи од различно време, костими, има сценографски скици од 46-та година, плакати од 45-та година, значи од самото основање. Така да самата театар е еден склоп на повеќе различни уметности на кои што можете да уживате во самата гледање на представата и да слушнете збор, да видите одредена слика, одредена сценографија, одреден дизајн, да слушнете музика. И можеби токму тој спој, целата таа комбинација и синтеза на различен вид на уметности ја прави да биде театарот интересен и секогаш атрактивен за публиката.